изградба и продажба на станови, трим и лум. Вкусно! Потребни се итни решенија за стужката депонија, која повеќе од 2 децении представува сериозен еколошки и здравствен ризик за населението. Ова е заклучокот на денешната јавна расправа насловена од дива депонија до европско решение. На иницијатива на невладините организации депонијата ја посетија евроамбасадорот Рокас и градоначалникот на Струга. Рокас порача неопходно е итно да се изнајде решение за овој долгогодишен проблем. I'm quite shocked. Најнапред да кажам дека сум прилично шокиран од размерите на проблемот. Знаев дека депонијата не ги исполнува стандардите, но сознанието дека се наоѓа толку блиску до градот, на само неколку стотина метри од куќите, многу блиску до реката, до водоснабдителниот систем и до Охридското езеро, навистина е обесхрабрувачки. Is disheartening to see. Во изминативе 5 години дивата депонија во Струга наместо да се намалува пораснала за околу 10 метри. Според експертите, трајното решение е нејзина целосна дислокација, додека изградбата на регионалната депонија во Новаци се смета за клучен чекор за решавање на проблемот. Решенијата, солуцијата за овој проблем се сосема јасни, содржани и во нашето вештачење кое што беше изработено од страна на академик од областа на животната средина, а тоа е целосна дислокација на депонијата, ревитализација и рекултивизација на самото земјиште под депонијата и околу депонијата и пошумување на самото место. Ние, значи, сме убедени дека ќе го одржуваме и нема да се пали. Значи, тоа веќе имаме таму фирма која одржува, имаме отворен тендер, има фирма со име и презиме и условот е тоа да не се пали сметата и да се одржува. За стужката депонија, Сдруженијето на млади правници во 2021 година поднесе граѓанска тужба. Откако домашните судови се прогласија за ненадлежни, предметот заврши пред Европскиот суд за човекови права. Недостигот од здравствена заштита во руралните средини е еден од поголемите предизвици. Ситуацијата дополнително се усложнува во текот на туристичката сезона, кога бројот на жители и посетители долж брегот на Охридското езеро повеќекратно се зголемува и покрај потребата од побрз и полесен пристап до лекарска помош за најосновните здравствени услуги, населението е принудено да патува до Охридските болници. Пристап до редовни здравствени прегледи и здравствени услуги имаат само жителите на неколку села во општина Дебарца, каде што се уште функционираат руралните амбуланти. Тие се под концесија на приватна здравствена установа, туку вклучувајќи и амбулантата во село Белчишта, која е собственост на здравствен дом Охрид. Останатите жители на околните села, за жал, своите здравствени услуги ги бараат во самиот град. Амбулантата во Пештани е затворена, бидејќи нема концесионер. Жителите и гостите на најпосетените туристички места на потегот кон Светинаум немаат примарна здравствена заштита. Конкретно во блиска иднина се надеваме дека ќе успееме да најдеме концесионер за амбулантата во село Пештани. Започната е процедура, се бара концесионер и се надеваме дека ќе успееме да ја ставиме во функција. Со тоа многу би се олеснило на населението од тој регион, односно на потегот од Охрид до Светинаум, селата Коњско, Трпејца, Љубаништа, Пештани, населбата Лагадин би имале амбуланта поблиску до нив. Здравствените власти најавуваат решение и повторно ставање во функција на амбулантата во Пештани, но до тогаш граѓаните и туристите ќе продолжат да зависат од здравствените установи во градот.
Во пресред на летната туристичка сезона, градоначалникот на општина Струга Менди Ќура одржа координативна средба со представници на општинската администрација, јавните предпријатија, инспекцијските служби, полицијата и противпожарната единица, со цел на времена подготовка за периодот кога градот бележи најголем број посетители. На средбата, како што информираат од општината, биле разгледувани клучни прашања поврзани со сообраќајот, безбедноста, паркирањето, работното време на угостителските објекти и проблемот со бездомните куќиња и питачењето. При тоа било посочено дека во тек е постапка за поставување нова сообраќајна сигнализација и семафори на 2 локации во градот, а полицијата како најкритични сообраќајни точки ги посочила раскрсницата кај улиците Ристо Крле и Боро Калајџиевски, излезот од градот кон Велешта и улицата Партизанска. Како долгорочно решение бил представен проектот за нова сообраќајница што ќе ја поврзе Струга со Мороиште и околните населени места. Ќе бидат затворени нелегалните влезови и излези за моторни возила во плажните зони. Во соработка со јавното предпријатие ќе се преземат мерки против нелегалните пазари и нерегистрираните продажни места. Работното време на кафулињата и рестораните ќе биде разгледано на следната седница на Советот на општина Струга. Општината најавува флексибилен пристап со цел поддршка на туристичкиот и угостителскиот сектор. Ке се анализира можноста за набавка на помодерна опрема за регулирање на сообраќајот и отстранување на непрописно паркирани возила. Ке се разгледа и поставување заштитни бариери на најоптоварените тротоари во близина на плажите со цел спречување на непрописно паркирање. Проектот за изградба на прифатилишта за бездомни куќиња е во завршна фаза, посочуваат од општината. Во однос пак на питачењето била побарана засилена координација со полицијата за спречување на организирани групи кои во текот на летната сезона доаѓаат во Струга. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме претежно сончево време со мала до умерена облачност, попладне се услови за повремени врнежи од дожд. Максималната температура достигна до 23 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветар од јужен правец. Утринската температура од 10 степени, а максималната дневна до 24 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 8 до максимални 32 степени. Следува период на променливо облачно и топло време со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветар и наместа во форма на невреме.